Здраво на сите. Денес имаме историски ден. Ќе избериме амнестиран терорист од УЧК за премиер на Македонија. И тоа е во ред во смисла дека е амнестиран, признал дека е виновен, признал пораз, прифатил победа на нашите бранители и има легитимни амбиции да се интегрира во општеството, како секој осуденик, нели? Меѓутоа имаме еден голем проблем што истиот тој човек Талат Џафери не го смена своето поведение, напротив, продолжи да функционира со проруски структури. Тој е единствениот кој прими директна делегација од Чеченија, од убиците на Путин, Кадиров во Скопје во Македонското собрание. Тој е единствениот човек кој дозволи под руска наредба да се процесуира предлогот за носење на нов за измени некои законски или уставни на убиецот русофилот Паучо, а замислете забрани носење на граѓански устав по предлог на македонски концепт. Тој е истиот човек кој ги навредува европските амбасадори и го оспорува нивното право да се грижат каде тоа одат нивните пари од нивните даночни уврзници во Македонија. Но денес историскиот ден, бидејќи имаат шанса една група измеќари, тоа се коалиционите партнери на СДСМ, како Лјупчо Ѓорѓиевски, ВМРО Народна партија, како Маја Морочанин и Дом Зимзелени, како ЛДП и Моника Зајкова, како генералот Николовски, партија на пензионерите, партијата на властите и така натака, сите коалициони партнери на СДСМ застапени во парламентот, денеска може да станат историја, да влезат во историјата, на позитивната страна на историјата, да го вратат достоинството на Македонија и македонскиот народ. И на сите останати, на турци, и на роми, и на власи, вклучително и на албанците, кои не го поддржуваат Талат Џафери за премиер. Само треба денес да се одважат, да преминат во опозиција, не е полка за умирање, уште 3 месеци имаме до избори, или помалку, и да не гласаат за Талат Џафери да стане премиер на Македонија. Доколку го направите тоа, имате полно легитимно право на овие избори да побарате од македонските граѓани нови мандати. А доколку гласате за Талат Џафери, вие за секој ќе останете измеќари на ДУИ и нивните СДС измеќари и вие немате никакво право во да барате ништо од овој народ. Добро размислете, денеска е денот за одлука. Поздрав од мене и македонски концепт во иднина никогаш нема да соработува со политички партии или поединци кои ќе поддржат Талат Џафери за позицијата премиер на Република Македонија. Поздрав!